The subject for this afternoon is the atonement. Темата за оваа вечер е помирувањето. And the question is, И се поставува прашањето. was the atonement made and finished at the cross? Дали помирувањето беше направено и завршено, финализирано на крстот? And to study this, we need to ask something about the work, the office, or the ministry of the high priest. За да ја проучиме оваа тема, треба да спомнеме нешто околу службата на првосвештеникот And about the sacrifice. и за жртвата. So the question is, Значи, прашањето е, the atonement rests solely on the sacrifice, дали помирувањето се базира само на жртвата, or for in order that the atonement shall be made, there also needs to have in that workings a work, the ministry of the high priest. или пак за да се изврши самото помирување, потребна е сега тука и додатна служба на првосвештеникот. Do you understand the question? Дали го разбираме прашањето? I will repeat it with other words. Еве ќе го повторам со други зборови. The question is, Прашањето е, when a man from Israel went to the temple with his sacrifice for a sin offering, for example, кога еден израелец ќе отишел во храмот, носејќи жртва заради своите гревови, the atonement was made when he, the sinner, killed the lamb. is a question. Yes. Значи, дали помирувањето се извршило кога тој ќе ја заколил жртвата, Or in the process of atonement, also the high priest has a job to do, an Или пак- office to execute. или пак во тој процес на помирување си има и своја служба правосвештеникот да заврши. Now, before answering to this question from the book of Leviticus, Пред да одговориме на ова прашање од книгата Левит, I want to go in Hebrews with you at chapter 8 and after that at chapter 9. најнапред ќе отвориме во посланието до евреите во 8 глава, а потоа и во 9. To understand when Jesus began to be a high priest. За да разбереме кога Исус станал првосвештеник. Now, please open the Bible in Hebrews chapter 8, verse 4. Значи, отворете во своите Библии во Евреите 8 глава, стих 4. Евреите 8:4. Shall I read? Yes, please. Зашто ако тој беше на земјата, не би бил ни свештеник. Зашто тука има такви кои ги принесуваат даровите според законот. Now, tell me, looking at this verse, can Jesus be a priest on the earth? Според овој стих, гледајќи го овој стих, кажете ми дали Исус може да биде свештеник на оваа земја? No. Не. Okay. Now, go to chapter 9. Сега отворите во 9-то поглавје од Евреите. Look at verse 11 and 12. Да ги погледнеме 11 стих и 12 стих. 11 и 12 од 9-то поглавје. А Христос, откако се појави како правосвештеник на идните добра и влезе низ поголем и посовршен шатор, што не е направен со рака, односно која не е од оваа создавање, влезе еднаш за секојаш во светињата на светињите, и тоа не со крвта на јарци и јунци, туку преку својата крв и ни прибави вечен откуп. According to these words, can Jesus be an high priest
without a sacrifice, without his blood? Според овие стихови, според ова што го прочитавме, кажете ми дали Христос може да биде првосвещеник без жртва, односно без да ја пролее својата крв? No. No. So it's very important to know that Jesus could not be a high priest on the earth. Значи, многу е битно да се разбере дека Исус не би можел да биде првосвещеник на земјата, Could not be a priest without a sacrifice, without his blood. и не може да биде свештеник без жртва, без својата пролеана крв. Now Ellen White is saying to us Еве што ни вели Елен Вајт. you can read it. Службата на свештеникот во текот на годината, во првиот дел од светилиштето, зад првата завеса, која што формирала соба, односно дел, кој што бил одделен од, кој што го одделувало, кој што ја, значи таа завеса, која што ја го одделувало светото место од надворешниот дел од светилиштето или дворот на светилиштето, ја представува работата и службата на Христа откако се вознел горе на небото. Now, when Jesus, according to Ellen White, became to be a high priest, Значи, според Елен Вајт, кога Исус започнал со својата првосвештеничка служба? After his ascension? after his ascension. Yes. После вознесувањето. Why? Зошто? Because he could not be a priest on the earth, Затоа што не можел овде на земјата да биде свештеник, and because it was necessary for him to be, let's say, put into the office by a sacrifice, through a sacrifice. и затоа што, така да кажеме, така да се изразиме, било неопходно за него да започне, да биде ставен во една ваква служба без жртва. Now, Без тој да биде жртвован. knowing these things, I want you to go to Leviticus, Имајќи го во ова во предвид, би сакал сега да отвориме во Левитската книга, chapter 1, во првото поглавје, and please read verse 4. и ќе го прочитаме 4-тиот стих. Левитска книга, 1 глава, 4 стих. Нека ја стави својата рака на главата на жртвата паленица, за да му биде примена и со тоа да му се покрие вината. You can see in this verse Во овој стих можеме да видиме that when a man transfer his sin over the victim, дека кога човекот ќе ги пренел своите греови врз главата на жртвата, then дури тогаш that victim, that sacrifice, таа жртва, значи, да, becomes an accepted sacrifice to make an atonement. таа жртва дури тогаш е примена за да се случи помирување. Can you see in this verse that the verse is not telling that the atonement was made when the sacrifice was killed, Значи, дали гледаме во овој стих, дали можеме да видиме во овој стих дека помирувањето не се случува кога е жртвувано животното, жртвата, but Moses is telling that when man is putting the head over the burnt offering, then туку Мојсей ни кажува дека кога човекот ќе ги положи своите раце врз главата на жртвата, тогаш then the offering shall be accepted to make atonement for him. значи дури тогаш треба таа жртва да биде примена за да се случи помирување, да му се опростат гревовите на Why? човекот. Зошто е тоа така? Please read chapter 4, Leviticus chapter 4, verse 20. Да отвориме сега во 4-то поглавје од Левитската книга и ќе го читаме 20-тиот стих. Значи 4:20 Левит.
нека направи со јунецот како што стори и со оној што беше принос за грев. Така нека направи и со него. И откако свештеникот ќе направи покривање за нивниот грев, ќе им биде простено. Who is making the atonement? Кој го врши помирувањето? The priest. Свештеникот, да. You will see the same thing in verse 31. Истото можеме да го видиме и во 31 стих. Потоа нека го извади сиот неизин лој, како што се вади лој од жртва по мирница, па свештеникот нека го изгори на жртвеникот како благопријатен мирис на Господа. И така свештеникот ќе направи да биде покриен неговиот грев и ќе му биде простено. So when will be forgiven a sin made by a man? When will be forgiven? When shall be forgiven? Значи, кога му се простени, кога ќе му се простат гревовите на еден грешник? When the priest shall make an atonement for himself, and it shall be forgiven him. Кога свештеникот ќе направи, when the priest will make an atonement. for himself. Not for the priest, for the sinner. Значи, кога свештеникот, can you repeat this again? Yes. I read the verse at the end. 12? Verse 31 at the end. And the priest shall make an atonement for him, and it shall be forgiven him. Значи, така свештеникот ќе направи да биде покрит неговиот грев и ќе му биде простено. So, in order for a man to be forgiven by his sin, for his sin, значи, за на грешникот да му бидат простени гревовите, it was not enough that man was going with the sacrifice at the temple. не било доволно што грешникот ќе дојде со жртвата во храмот. There was another step in the process of forgiveness. Туку постоел уште еден чекор во тој процес на простување. The priest was making the atonement for that man. Значи свештеникот го врши помирувањето за тој човек. And then it shall be forgiven. И дури тогаш ќе му биде простено, како што вели стихот. Please see the same thing in verse 35. Еве да го видиме истото тоа нешто и во 35 стих, каде што стои запишено. Потоа нека го извади сиот неизин лој како што се вади лој од помирителна жртва од јагне. Свештеникот нека го изгори тоа на жртвеникот како принос на Господа, и така свештеникот ќе направи да биде покрив неговиот грев, што го сторил, па ќе му биде простено. Do you need more verses or it is clear? Дали е потребно да читаме уште некој стих или пак е јасно сега за сега? That in the Old Testament symbols of the Gospels, Гледаме дека во Стариот Завет символите на Евангелието, the atonement was not made when the lamb or another sacrifices were killed. значи гледаме дека помирувањето во Стариот Завет не е завршено кога ќе се убие жртвата. But then when the animal was killed, Туку откако ќе биде жртвувано животното, the animal provided the blood значи жртвата обезбедувала крв, that was necessarily for making the atonement. која што била неопходна за да се случи помирувањето. But the atonement in the Bible, Меѓутоа, помирувањето во Библијата, in the symbols of the ceremonial laws in the Leviticus, преку символите на овие церемониални закони и обичаи, мислам што се случувале во храмот, еве кои што ги читаме во Левитската книга. and this symbol should be understood as being the gospel in symbols, А овие символи треба да ги разбереме како Евангелието во символи. so in that symbols, the sacrifice only offered the blood for atonement. Значи, преку овие символи гледаме дека жртвата само обезбедувала крв за понатамошниот чекор на помирување. But the atonement is made by the priest. А помирувањето го врши свештеникот. Why? Зошто е тоа така? If you want more verses than this, I can give to you.
А ако сакате повеќе стихови од овие, можам да споделам со вас. No, it's enough. Okay. Но гледаме дека е доволно, добро. Let's go in Exodus chapter 28. Да отвориме сега во Излез, во 28 глава. Излез 28 глава. And read please from there verse 38. Значи Излез 28, 38. Втора Мојсиева или Излез 28, стих 38. Нека стои на Ароновото чело, така Арон нека ги преземе врз себе недостатоците, што би можеле да ги извалкаат сите свети приноси, што израелците ги посветуваат. Нека стои секогаш на неговото чело, за да придобива за нив Господова благонаклонетост. So what the priest, the high priest, is bearing? Што гледаме од овој стих, што превзема, што носи на себе првосвештеникот? The iniquity, the sins. Значи, недостатоците овде вели овој превод, гревовите. So we can see that in the Bible, in the Gospel of the Old Testament. Значи, еве можеме да видиме во Библијата, односно во Евангелието на Стариот Завет, The sin is shifted, transferred дека гревот се префрла from the sinner to the lamb, од грешникот на јагнето, на жртвата. and from the lamb to the priest. А потоа од јагнето на свештеникот. But the priest is making the atonement. Но свештеникот е тој кој што го прави помирувањето. Leviticus chapter 10 verse 17 Да отвориме сега во Левит 10:17. shows to us the same thing, that the priest bears the sin. Овде ја гледам истата работа дека свештеникот ги носи гревовите, ги превзема врз себе. Зошто не јадевте жртва за грев на свето? Зошто не јадевте жртва за грев на свето место? Зашто таа е најголема светина и таа ви е дадена за да ги симнувате беззаконијата на општеството и за да се надоместува покривање на гревот. So you see here that the priest received the sins Гледаме овде дека свештеникот ги превзема гревовите. by eating the flesh of the animals. Can you repeat which Yes. was because Verse 10 with 17. Levit. Leviticus, yes. 10, 10, 17. Okay. You don't see? Добро. I will read it in Добро, English. добро. It's okay? Okay, it's okay. Значи, can you repeat again? Yes. Значи, свештеникот јаде од жртвата. Wherefore have you not eaten the sin offering in the holy place? Зошто не јадевте жртва за грев на свето место? Okay, It's that okay? verse is okay. Ah, yeah. okay. So you catch the idea. Значи, ја сваќате идејата. It's the same that on the other part. The priest is bearing the sins of the people. Значи, исто како во претходниот стих што видовме, свештеникот ги превзема врз себе гревовите на луѓето, In order to make the atonement. за да го направи помирувањето. Now the priest is putting the sins over the altar. Е сега, понатаму следи друг чекор. Свештеникот ги префрла, ги става гревовите на олтарот. And the sins are brought into the sanctuary. И на тој начин гревовите се внесуваат во светилиштето внатре. Do you know about Yom Kippur? Знаете нели за Јом Кипур? Сте чули? Yeah? Да. The atonement day. Тоа е денот на помирувањето. When the sins are blotted out from the sanctuary and from the people. Тоа е денот кога гревовите се чистат и од светилиштето, а и се тргаат од луѓето. Now, if Jesus became a high priest only after his ascension to heaven, Е сега, ако Исус Христос станал првосвещеник дури откако се вознел на небото, can we say that the atonement was made and completed to the cross? тогаш можеме ли да кажеме дека помирувањето се случило и се комплетирало, завршило на крстот?
No. We can say this only if we do not take into consideration the gospel. Значи ова можеме да го кажеме само ако не го земе во предвид Евангелието. But if you do not take in consideration the gospel, we cannot be saved. Меѓутоа, без Евангелието ние не можеме да бидеме ни спасени. Why? Зошто? What atonement means? Што значи самото помирување? Atonement means reconciliation with God. Значи помирувањето, токму тоа значи во нашиот јазик, значи помирување со Господ. And the truth of the gospel is saying to us И Евангелието, вистината на Евангелието ни вели that we are reconciled with God дека сме се помириле со Бога when He lives in us, тогаш кога тој ќе заживее, ќе живее во нас. when His righteousness is imputed and imparted to us. Кога ќе ја примеме она засметана, а потоа и доделена праведност. That's why it's very important to understand the atonement as a process Затоа е многу важно да се разбере помирувањето како процес, and not at a moment. And not a moment. а не како момент. Because the atonement means also the works of Christ as high priest in our lives. Затоа што помирувањето исто така означува она работа, она делување на Христа во нашите животи. The atonement must unite the justice of God with the mercy of God. Помирувањето мора да ги соедини правдата, праведноста Христова, правдата и милоста. Agree? Божјата милост и правда да ги соедини. Atonement means forgiveness, reconciliation. Значи помирувањето значи простување, помирување со Бога. In order to do this, God needs to unite За да го стори тоа помирување, Господ мора да ги соедини His justice with His love, His mercy. неговата правда со неговата љубов, односно со неговата милост. But not only that. Но не само тоа. The atonement, the process of atonement, Процесот на помирување must guarantee to the heavenly universe мора да гарантира пред целиот универзум that the divine government дека божественото владење will not be affected by sin, never. значи дека никогаш повеќе нема да има некакво влијание од страната на гревот. So you understand? Дали разбираме? It's not only forgiveness, Значи не станува збор само за прошка, за простување, it is an assurance that sin never will enter into the kingdom of God. туку е едно осигурување, една сигурност дека гревот повеќе никогаш нема да влезе во Божјото царство. I want now to read with you two verses from 1 and 2 Chronicles. Би сакал сега да споделам со вас два стиха. Едниот е од прва книга Летописи, а другиот е од втора книга Летописи. To see that many years after the law was given to Sinai, Да видиме дека многу години откако законот беше даден на Синај, the Bible is considering the same thing. Библијата ги прикажува истите нешта. The priest is making the atonement. Дека свештеникот го врши помирувањето. First Chronicles, Прва Летописи или прва Дневник, chapter 6, 6 глава, verse 49. 49 стих. Прва Летописи 6:49. Арон и неговите синови принесуваа жртви паленици и врз каделниот жртвеник, извршувајќи ја сета работа во светињата на светињите и вршиќи го обредот за очистување од се над Израел, според се што заповеда Божиот слуга Мојсе. The same idea you can find it in 2 Chronicles, chapter 29, verse 24. Истата идеја можеме да ја најдеме во втора книга Летописи, 29 глава,
24 стих. Втора книга Летописи 29-24. Тогаш свештениците ги заклаа и го очистија со нивната крв с жртвеникот, зашто царот беше заповедал да бидат принесени паленица и жртва за грев за сиот Израел. So the high priest is starting the process of atonement, Значи првосвештеникот процесот на помирување го започнува taking the blood of atonement земајќи ја крвта од жртвата, помирница, and bring it into the sanctuary, и таа крв ја внесува во светилиштето, or eating the flesh of the sacrifice, of the или offering. пак со тоа што јаде од месото на самата жртва. So the sin is transferred from the sinner to the sanctuary. Значи уште еднаш, на тој начин, гревот се префрла од грешникот во светилиштето. In Patriarchs and Prophets, Ellen White says, Во книгата Патриарси и пророци Елен Вајт вели вака: the blood of Christ, Христовата крв, while it was to release the repentant sinner from the condemnation of the law, беше пролеана, иако беше пролеана за да го ослободи грешникот што се кае од казната на законот, it was not to cancel sin. не беше за да го прекине гревот, It would stand on record in the sanctuary значи да го избрише гревот, туку гревот останува како запис во светилиштето until the final atonement. се до последниот ден на помирување, Do you understand? финалното помирување. Дали разбираме? Christ's blood that sheds on the cross Значи Христовата крв, крвта што Христос ја пролеа на крстот Голготски, did not cancel sin. значи не го прекинала гревот, не го уништила гревот, не го избришала гревот. It only protects the sinner Туку само го заштитува грешникот, from or by the condemnation of the law. значи го штити грешникот од осудата на законот. That sin is recorded in the heavenly Но sanctuary. тој грев е се уште стои како запис, запишан во небесното светилиште. And at the final atonement, И во финалниот ден на помирување, at the end of the atonement day, на крајот на денот на помирувањето, the sin is blotted out from the sanctuary. гревот се брише, се чисти од светилиштето. That's the idea. Тоа е идејата. That's why we as Adventists Токму затоа ние како адвентисти cannot believe and teach не можеме да веруваме, ниту пак да учиме, that at the cross Jesus made a complete atonement. дека Исус на крстот го направил и го завршил, го финализирал помирувањето. I have at home a book Дома имам книга, that is the support material for one course of theological seminary in Romania. книга која што е значи прирачник за еден курс на еден теолошки семинар во Романија, That say that Christ made an atonement on the cross во која што се вели дека Христос го направил помирувањето на крстот and now he's applying the benefits of that atonement. и сега ги применува придобивките на тоа помирување. How do you see this? Како гледате на ова? Значи, книгата вели дека го финализирал помирувањето на крстот. It's the same Calvinistic, Catholic or evangelical gospel. Тоа е истото она калвинистичко, католичко или евангелско евангелие. No gospel at all. Тоа воопшто не е ни евангелие. It is unbelief in the gospel. Тоа е неверување во евангелието. Because the gospel teached us that at the cross
no atonement was made. Бидејќи Евангелието нас не учи дека на крстот не се случило помирување. At the cross, the atonement process just started. Туку дека на крстот процесот на помирување само започнал. So today Jesus is not applying the benefits of the atonement made at the cross, Значи денеска Исус не ги применува само придобивките од помирувањето на крстот, but he's doing atonement for us. туку го врши помирувањето за нас. Значи тој процес се уште трае. That's why we as Adventists are saying Токму затоа ние како адвентисти велиме that it is very important that sin must be blotted out from our life дека е многу важно да гревот биде исфрлен, очистен од нашиот живот, before being blotted out from the heavenly sanctuary. пред тоа да се случи, пред гревот да биде очистен, да биде избришан од небесното светилиште. I want you to read another quote. Да ќе ви прочитам уште некој цитат. 5 Testimonies, page 575. Овој цитат се наоѓа во петата книга на сведоштвата, page 570, 575. 575 страна, This is the original page. оригиналната страна нормално. All need to become more intelligent in regard to the work of the atonement. Сите мора да станат многу поинтелигентни во врска со самото помирување, Which is going on in the sanctuary above. кое што се случува во небесното светилиште. So the work as atonement is going on in heavenly. Значи, според овој цитат, помирувањето се случува, значи се одвива во моментот во небесното светилиште. Ellen White is not speaking about applying the benefits of atonement. Значи, Елен Вајт не кажува овде, не ни кажува овде за примена на некакви придобивки од помирувањето, She is speaking about the ongoing atonement in heaven. туку зборува за процес кој што трае се уште на небото. When the grand truth is seen and understood, Кога оваа вистина ќе се согледа и ќе се разбере, those who hold it оние кои што ја имаат вистината, will work in harmony with Christ ќе работат во хармонија, во склад со Христа, to prepare a people to stand in the great day of God, да го подготват народот да стои цврсто во големиот ден, Божи ден. and their efforts will be successful. И нивните напори ќе бидат успешни. So the plan of salvation Значи, планот на спасението must of necessity мора неопходно да must include not only the forgiveness of sin, мора неопходно во себе да вклучува не само прошка на гревовите, but complete restoration of man. туку и целосна обнова на човек. Salvation from sin Спасението од гревот is more than forgiveness of sin. е многу повеќе од само простување од на гревовите. Jesus Christ is working in the office of high priest in the heavenly sanctuary Значи, Исус Христос ја врши таа служба како првосвещеник во небесното светилиште, not only for forgiveness of sins, не само за да ни бидат простени гревовите, but he's working in his office there туку ја врши таа служба in order to sanctify our lives. и за да не посвети, да ги посвети нашите животи. I invite you Ве повикувам to search in your thinking, in your theology, in your style of life, значи да погледнете во својата теологија, својата наука, сваќање на нештата и во својот стил на живот, search for Calvinistic ideas
да побарате, можеби има ќе најдете некои калвинистички идеи and get rid of them. и да ги изфрлите. We should be Adventist. Че ние треба да бидеме адвентисти. We have light from heaven, Имаме светлина од небото, truth from the Bible. вистината од Библијата ја имаме. All our conversations, Сите наши разговори, all our sermons, сите наши проповеди, all our books сите наши книги should preach the gospel and the gospel only. треба да го проповедаат Евангелието и само Евангелието. When you ask an Adventist about atonement, Кога ќе запрашате еден адвентист во врска со помирувањето, he must answer to you with the Bible. мора да биде способен, спремен да ви одговори со Библијата, Showing that the atonement was not made and completed at the cross. покажувајќи ви низ Библијата дека помирувањето не било направено и завршено на самиот крст. There will be, they are, and they will be Adventists who Има и ќе има адвентисти кои што love to be Calvinistic, сакаат да бидат калвинисти who love to be Augustinian, или августинци who will love to be evangelical. или евангелисти. But also there will be people who wants to be Adventists. Меѓутоа има и искрени луѓе кои што сакаат да бидат адвентисти. And we, as an Adventist, И ние како адвентисти should not be involved in a work не треба да бидеме вклучени во дејност, работа, that tries to find out common things with other religions. значи да бидеме вклучени во дејности на пронаоѓање на заеднички точки и верувања со останатите верски заедници и луѓе. Because, my dear brothers and sisters, the Adventism Затоа што, драги браќа и сестри, адвентизмот has nothing in common нема ништо заедничко with other religions. со другите религии. I'm not referring to Hinduism Значи, при тоа не мислам на хиндуизмот or Islamism. или на исламот, I'm referring to religions from Christianity. туку мислам на религии, концесии од христијанството, христијански концесии. Our differences between us and the other Значи, нашите разликите помеѓу нас и останатите, are not only in regard to the Sabbath, не се однесуваат само на саботата, clean or unclean meat, на чисти или нечисти живот или меса, healthy food, на здрава храна, Christ's second coming, на второто Христово доаѓање, the state of the dead. состојбата на мртвите. We differentiate from them in the gospel. Туку нашето евангелие е поинакво од нивното. In regard to the gospel, we are unique. Значи, во однос на сваќањето на евангелието, ние сме уникатни, единствени. Don't let anybody to destroy this unicity. Не дозволувајте некој да ви ја уништи таа уникатност. May God help us Нека Господ ни помогне to put our heart and our mind into this eternal truth. да едноставно се внесеме во овие вечни вистини со сето срце, со сиот свој ум And never to lose them. и никогаш да не ги изгубиме овие вистини. It is the truth that will work in us, Тоа се вистините, тоа е вистината која што ќе работи во нас, for us, за нас, and after it will do this work in and for us, и откако ќе ја заврши таа работа во и за нас, it will work through us for others. ќе работи преку нас за другите, за бенефит на другите. Don't forget, Немојте да заборавите. the gospel Евангелието, is the workings or the work of God значи Евангелието е она нешто што Господ го прави in us, во нас not only outside of us. и не само надвор од нас, туку и во нас. So pay attention again, the gospel
Значи, внимавајте уште еднаш. Евангелието is the work of God е Божје дело in us. во нас. May God help us to understand this important thing. Нека Господ ни помогне да ја разбереме ова важна работа And ask Him for power и барајте секогаш од Него сила, that we may commit to Himself fully and forever. за да можете целосно да му се предадете, и, значи целосно и за секогаш да бидете Негови. May God help us to do this beautiful thing for His glory. Amen. Нека Господ ни помогне да тоа го направиме на Негова слава. Амин.